Здраво, драги пријатели! Во ова видео би сакала да објаснам како нашите мисли и перцепции влијаат на нашето тело и физичката средина во која што живееме. Например, прво добиваме информација од нашата околина, нешто ќе слушнеме или ќе прочитаме, нешто или некој што ќе го сретнеме, ќе го видиме и слично. Во тој момент, когнитивните структури на нашиот мозок се стимулираат и се трудат да ја согледат оваа информација на одреден начин. И доколку не сме потполно присутни во таа ситуација, во тој момент, често пати овие информации ги разбираме според нашиот веќе воспоставен начин на размислување, повикувајќи се на претходно искуство и разбирање за таа тема. Нашите мисли тогаш предизвикуваат одредени емоции кои зависат од нашата субјективна перцепција. Например, ако мислам дека ќе бидам повреден, веројатно ќе се чувствувам и вознемирен. И поради овие чувства и емоции, одлучувам да се изолирам и да не остварам дел од моите соништа и желби. Така, врз основа на моите мисли и емоции, донесувам одлука за моето однесување. Одлуката каков идентитет ќе избереме да имаме во одредена ситуација и што сме научиле од неа, зависи од нашата свесност. Исто така, важно е да се знае дека оваа когнитивна структура може да се манифестира како емотивно значаен модел на настан, кој започнува во детството и потоа се вградува во одредени специфични верувања за светот и за себе. Едно лице, например, може да верува дека светот е опасно место или дека работата треба да служи за духовна цел, или на лично ниво, можеби во детството мајката или таткото не обрнувале внимание на вас, па се чувствувавте запоставено и развивте верување дека не сте достојни или дека не сте доволно добри. Ова е пример за деструктивно верување за кое можеби не сме целосно свесни, но навистина влијае на нашата емоционална благосостојба и затоа треба да се излечи и промени, бидејќи во реалноста сите ние сме достојни. Но навистина не сме свесни за тоа поради овие претходни животни искуства, особено од детството во нашето семејство за кое најмногу се грижиме. Например, кога сме биле деца, можеби сме имале одредено искуство каде што одредена личност во нашето семејство не се чувствувала добро и не можејќи да си го објасниме овој настан, не можејќи да разбереме зошто тоа се случува, често пати, како деца, бидејќи сме многу чувствителни и ранливи, оваа вина за тоа што се случува во нашата околина ја превземаме на себе си. Значи, чувствуваме одговорност за нашите најблиски, бидејќи тие се дел од нашиот најважниот дел од нашиот свет во тој момент и за жал превземаме вина за нешто што сушност не сме виновни. Како нашите мисли се претвараат во емоции и што точно се случува во нашето тело? Сликата на умот од нашите мисли се преведува од мозокот во хемија, која потоа оди во телото за да создаде физичко дополнување на сликата во умот. Доктор Брус Липтон, познатиот научник по биологија и епигенетика, обично го користи примерот кога гледаме некој што го сакаме. Сликата на љубовта во умот, мозокот ја преведува во многу специфична хемија. Во состојба на љубов, мозокот ослободува допамин за задоволство во крвта. Исто така ослободува окситоцин, која е хемикалија што ни помага да се поврзаме со изворот на љубов што го доживуваме. Искуството на љубовта исто така ја ослободува хемикалијата вазопресин, која ни помага да станеме попривлечни за партнерот или за
предметот на љубов, и исто така го ослободува и хормонот на раст, кој навистина влијае на нашиот раст. И сите овие химикали ја подобруваат виталноста и здравието на 50 трилиони клетки на нашето тело. Значи, сите тие 50 трилиони клетки исто така имаат и свој имун систем, имаат и свој нервен систем, имаат свој мозок и така натаму и така натаму. Значи, ние сме на огромна унија од 50 трилиони клетки кои што функционираат заедно на совршен начин, би рекла. Значи, резултатот е дека хемијата на телото се прилагодува со перцепцијата на умот. Од друга страна, го имаме исто и примерот каде наместо да гледаме љубов, може да видиме нешто што не плаши. Во состојба на страв, мозокот не ги ослободува, значи, химикалиите кои се поврзани со љубовта, туку ослободува химикали поврзани со стравот. А тоа се всушност хормони на стрес и воспалителни агенси, менувајќи ја хемијата на телото. Така, можеме да предпознаеме дека судбината на клетката е директно зависна од хемијата во телото. Сега, со хормоните на стрес и воспалителни агенси кои се ослободуваат во крвта, се менува генетиката и однесувањето на клетките и почнува да се изразува заштитен став, кој всушност е антагонистички на растот. Всушност го поништува растот. Заштитните хемикали во крвта распределуваат енергија за борба или бегство, во овој случај, подготвувајќи ве да бегате од воочен страв. Така, хемијата во нашето тело или нашите емоции во голема мера произлегуваат од тоа како некој го толкува одреден настан, наместо од самиот настан. Бидејќи секој може различно да ги толкува настаните. Значи, за некој настан ќе биде возбудлив, интересен, но за друга личност одреден настан би бил досаден или не баш интересен. Така да, важно е да сватиме дека она во што веруваме, тоа и постануваме. Сепак, охрабрувачката точка е тоа што сите овие созданија се директно под наша контрола. Откако ќе ги препознаеме, откако ќе го препознаеме ова, повеќе не треба да ги прифаќаме работите како автоматски одраз на реалноста. Наместо тоа, нашите мисли може да се оценат како деструктивни или конструктивни во согласност со нивните емоционални ефекти. Значи, зад секоја емоција се крие одредено сознание. Луѓето кои што се често депресивни, анксиозни или хронично лути, може да имаат одредени вообичаени мисли кои ги произведуваат овие чувства. Хронично негативните чувства одразуваат хронично негативни верувања. Внесувањето на овие верувања во свесната свест е првиот чекор во менувањето на расположенијата и чувствата што вообичаено ги создаваат нашите мисли. Значи, треба мудро да ја избереме нашата реалност. Така, бидејќи во зависност од реалноста што ја избираме за нас во сопствениот ум, таа се манифестира и во нашето тело и физичка реалност. Нашата психа е под длабоко влијание на нашата околина, но во зависност од нашата свесност и ниво на перцепција, можеме да контролираме или насочиме што ќе влијае на нас и какви хемикали ќе дозволиме да влезат во нашите тела. И на тој начин одредуваме како ние сме погодени од нашите искуства. Значи, нашата перцепција за работите во нашето окружување зависи од тоа колку сме дозволиле да влијаат на нас или на каков начин сме дозволиле да влијаат на нас. Прашањето е дали можеме да разликуваме што е добро за нас, а што не е добро за нас. И тука доаѓа местото на емоционалната интелигенција. Ова е местото каде што треба навистина да се нурнете во себе и да се преиспитате себе си на најискрен, на највистински начин.
дали е ова реалноста што сакам да ја изберам? Дали ова резонира со мене на најдлабоко ниво? Дали ова ме прави да се чувствувам добро? Дали ова ме прави да се чувствувам среќна во врска со себе? Или е нешто што ме прави да се чувствувам лошо? И јас едноставно не сакам да бидам дел од таквата реалност. Или може би има лекција што треба да ја научам за да го сменам начинот на кој што се чувствувам во врска со тоа. Бидејќи може би не е нешто за кој што треба да се грижам, затоа што всушност живееме во изобилен свет и само треба да се отвориме за можноста кон тоа. А тоа го правиме преку нашиот ум и нашите чувства. Сепак морам да нагласам дека менувањето на нашите перцепции и верувања не е секогаш толку лесно поради овие одредени емоционални блокади или травматски настани од нашето детство или од нашето минато, кои не се обработени правилно поради емоционалниот стрес и се уште се заглавени во нашето тело. Значи, кога сме деца, кога преживуваме одредена стресна ситуација, тој страф или стрес од сето тоа огромно емоционално искуство не сме способни поради нашата ранливост да целосно ги изживееме тие чувства и да го изживееме тој настан, да го искомуницираме. И поради тоа, тие чувства се заглавуваат во нашиот нервен систем и остануваат заглавени во нашето тело и ни прават да се чувствуваме непријатно, без да бидеме свесни за тоа. Овие заглавени деструктивни емоции предонесуваат да се создадат деструктивни верувања, кои се турнати во нашата подсвест, како што реков, во несвесност. И ова е причината зошто јас ја користам астропсихологијата и техниката на EFT тапкање за ослободување на овие емоции преку тапкање на меридијаните кои што се исто точки дел од нашиот нервен систем, за да направиме промена во емоционалната состојба и перцепцијата на личноста, што на крајот треба да не доведе до поисполнета и посреќна внатрешна состојба. И за крај, би сакала да заклучиме дека се започнува и завршува во вашиот ум. Она на што му давате моќ, има моќ над вас. Вашата околина е одраз на вашите мисли и верувања. Работете на совладување на вашиот ум, за да го создадете животот од вашите соништа. Ви благодарам многу што го гледавте ова видео и се гледаме во следната прилика. Многу љубов до сите вас.